Дали е доведена во прашање европската поддршка за реализација на ИПАРД 3 програмата, откако директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството Илија Стоилев беше уапсен за земање на мито. Стоилев беше фатен како прима 400 евра подкуп за фирма која не исполнува услови да добие пари од ИПАРД. Главниот ревизор за ревизија на инструментот за предпристапна помош во земјава, Милаим Абдураими, во разговор за Телма вели дека на Европската комисија е да донесе одлука дали би ги замрзнала средствата или не. Таа одлука е одлука на Европската комисија. Како што кажав и порано, дека нашата обврска е да вршиме ревизии, да спроведеме ревизии согласно меѓународните стандарди за ревизија и согласно упатствата од Генералниот директорат за земјоделство. СДСМ предупреди дека доведени во прашање се 128 милиони евра и дека меѓу осомничените е и Јасмина Костадинова, поранешна посебна советничка на министерот за земјоделство Цветан Трифуновски. Денес соработничката на Трифуновски е вработена во Министерство за земјоделство за финансиски прашања во Управата за водостопанство. Од тоа произлегува јасно прашање. Како може министерот Трифуновски да тврди дека нема никаква врска во случајот, кога во скандалот е инволвирана негова блиска доверлива соработничка? Од СДСМ додаваат дека бројни фотографии на Костадинова со Трифуновски, но и други високи функционери од ВМРО ДПМН ја потврдуваат поврзаноста со него и со партијата на власт. Министерот Трифуновски изјави дека нема да поднесе оставка, бидејќи агенцијата е посебна институција со посебен менаџмент и дека не се загрозени ИПАРД средствата.